Подкаст Разговор во редакција, тема документарниот филм на Ирала Нечиста крв. Присутни сме јас и Сашка. Шефице, денеска е време за институционални одговори околу приказната. Може ли да ни најавиш кого се обезбедивме за да дадат долго очекуваните одговори на темите што се отворија во документарниот филм? Значи, од институциите ќе ги имаме Магдалена Филиповска-Грашковска, директорката од неодамна на Фондот за здравство, како и министерот за здравство Беким Сали. Да, зошто ја повикавме директорката на фондот, бидејќи во документарниот филм немаше ништо за ФЗО, туку беше обработено други теми, односно за бактеријата и за истражувањата, односно клиничките истражувања. Зошто е повикана Магдалена? Документарниот филм во 60 минути не можеше да ги одработи, да ги разработи сите аспекти на злоупотребите кои што се случувале во приватното здравство или во овој комбиниран модел на здравство што го негува Македонија, приватно, државно, малку со државни пари, малку со своји пари, и откривме повеќе злоупотреби кои се направени во Фондот за здравство, односно и кај клиниката Жан Митрев. Кон Фондот за здравство, не во фондот, кон Фондот за здравство. Значи само во 2019 и 2020 година откриени се 113 случаи на лажно фактурирање поскапи операции од реално извршените, и тоа е само еден од проблемите овде. Одејќи наназад, иако беше тешко да се стигне до овие одговори, да речеме дека Ирало 2,5 години чекаше одговори за овој тип на злоупотреби од фондот, па конечно ги добивме непосредно пред оваа епизода. Злоупотребите били и на грбот на пациентите, и на грбот на фондот, се наплаќало повеќе од државата, се земале пари од пациентите за услуги кои фондот веќе ги имал предвидено за пациентот, и тие пари му ги префрлал на Жан Митрев. Тоа ќе го видиме во дополнителната сторија што ќе емитуваме во овој подкаст и ќе коментираме тоа со директорката. Сега малце ќе отидам на еден друг разговор. Со нас е Томислав Буклески. Господине Буклески, ја гледавте епизодата. Знаете, беше фокусот на случувањето 2020-2021 година, односно во нај-ковид времето кога беше пандемијата. Обработувавме смртни случаи во Жан Митрев клиниката, но вие сте син на починат пациент во Жан Митрев и не во ковид време. Само да им појасниме на гледачите дека вашиот татко почина во средината на јуни, 18 јуни оваа година, што значи некаде малце повеќе од пред месец дена. Зошто сакаме да го представиме и вашиот случај, бидејќи нели имавме и во документар, бидејќи сметаме дека се повторува и 2 години од кога почна ковидот, се повторува проблемот со бактериите во клиниката. Првото најосновно прашање што сакам да го знам, дали вашиот родител имаше ковид, дали и во каква состојба отиде во клиниката Жан Митрев? Татко ми не беше случај со ковид. Значи, причината зашто отидовме таму беше едноставно желба за подобар живот. На последниот лекарски преглед, бидејќи тој редовно посетуваше лекар, еднашка 6 месеци, на различни теми, ни беше препорачено да ги провериме каротидите и доколку има потреба да се интервенира. Тоа се крвните садови што хранат суштина мозокот со крв, односно со потребните материјали. Јас не би сакал многу да навлагам. Не влегуваме во медицински, но тоа е генерално што е тоа. На калаички кажано. Така. Недвосмислено, перцепирајќи го квалитетот на таа болница до тогаш, одлуката беше да одиме таму. За време на прегледот се утврди дека да, треба да се интервенира, и исто недвосмислено решивме да татко ми биде хоспитализиран. И тука сега почнуваат деловите кои што внесуваат доста сомнежи.
Само да напоменеме дека редовно врши контроли и во Бугарија, во Софија И во Белград. Да. Значи за два различни проблеми кои што не се животно загрозувачки, само едноставно му го намалуваат квалитетот на животот. Так. Значи тоа е, не е животно загрозувачки, нема потреба да се интервенира освен кога се утврдува да е за каротидите дека треба да има операција. Така и беше коментарот на еден од докторите за подобар живот, ова да се прати и да се среди. Да се среди затоа што има 73 години, после тоа би било многу потешко да се оперира да се среди. Би сакал да напоменам дека до влегувањето во болницата татко ми секој ден пешачеше 10 километри без никаков замор. Што се случува во моментот кога влегува во болницата? Значи релативно во добра здравствена состојба, значи нема бактерии, без ковид и нема крвната слика му е добра, односно нема бактерии. Крвната слика во дел на инфектолошкиот дел, значи тој нема инфекција. Што се случува? Значи нешто што морам да го мислам евидентно беше дека постојат многу организацијски пропусти во болницата, многу одлуки се носеа брзо и дури контрадикторни беа од ден за ден, така да преизбрзано се донесе одлука да покрај интервенција на двете каротиди, во рок од 6 дена се направи и бајпас. Тоа толку брзо се одвиваше да ние не можевме нешто спектакуларно да интервенираме и покрај тоа што, во сегашна комуникација со медицински кадар, повеќето од тие со кои што комуницирам, кажува дека тоа е премногу интервенции за многу кратко време. Колку е тоа кратко време? 6 дена. Значи од првата до третата, значи до бајпасот е 6 дена помеѓу. Да, него зборам уште неколку дена пред првата операција, што беше предоперативно згрижен. Сите 3 операции се реализира за 6 дена. Од првата до последната операција. Дополнително, исто како пропуст организацијски, за време после втората операција, односно после чистењето на втората каротида, пациентот едноставно оставен со крвен притисок од 212 без ничија интервенција. А во предоперативна фаза за третата операција, која што е сериозна операција. Не навлагам понатаму во медицинскиот дел, едноставно би сакал само уште да кажам дека немав прилика до третата операција во ниеден момент со хирургот, нити знаев кој е хирургот на претходните, да разговарам за ризиците, за описот, за методологијата што ќе се примени во... Така, и цело време ви фактурираат, вие плаќате сето тоа, и што се случува после бајпасот, тоа е третата операција и повторно завршува на хемофилтрација. Повторно доаѓаме до она што беше во нечиста крв, се доаѓа и во вашиот случај. Повторно се завршува на хемофилтрација, иако нема ковица, туку има сепса. Двете каротиди на почетокот дека спомнавте, ни беше објаснето дека квотите биле веќе потрошени и нормално беа уплатени од наша страна, интервенциите. Квотите кон фондот, значи тоа се оди веќе приватно. Да, значи, и ни рекоа, вика, можете да дојдете во септември, ама имајте во предвид дека пациентот може во секој момент да добие мозочен удар. И ние нормално прифаќаме. Не сметам дека таа одлука беше погрешна да се интервенира на каротидите. После операцијата на бајпасот, јас добивам информација од медицинскиот персонал дека операцијата е помината одлично, дека пациентот е стабилен. Ке напоменам дека пациентот уште во тој момент има покачена телесна температура, што дознаваме подоцна. Но така ми кажам дека пациентот е стабилен и операцијата е помината во најдобар ред. После извесен период е повторено ни е истото со некое си нејасно објаснување за пролонгирано будење. Значи поминуваат скоро ден и пол, скоро 2 дена, мене навистина ме фаќа паника. Почнувам да се консултирам и со други луѓе, да не сакав да го примам тој дел да еден од докторите со кој што се консултирав се посомнева на предизвикан мозочен удар и по моје настапување во клиниката дека имам такви сомнежи, да, потврдено ми е дека татко ми има предизвикана мозочна исхемија за време на правењето на бајпас како резултат на
имунолошки одговор на телото при приклучувањето на екстракорпоративната циркулација. Повторно кажувам, во ниеден момент пред правењето на бајпасот не ни беше опишана процедурата како и ризиците од истата. Но тоа не е единствениот проблем. Наредниот ден добиваме информација дека треба да се прави хемофилтрација заради енормно покачени инфективни параметри. Енормно покачени. Татко ми влезе во болницата од инфектолошки аспект чист. Дополнително не ми е јасно, може би така треба, јас не разбирам, зашто сите услуги се конкретно наведени, хемофилтрацијата е наведена како надстандардни услови. Размислував да бидам саркастичен оваа тема, ама нема потреба. Надстандардни. Надстандардни услуги е називот во опис. Ја не сум доктор. Така, хемофилтрацијата е надстандардни. Надстандардни, многу работи може да бидат надстандардни, меѓу другото и хемофилтрацијата може би така треба, јас може би не размислувам како што треба. Дополнително хемофилтрацијата сега се бориме преку со два проблема. Мозочниот удар и инфекцијата што ја има. Хемофилтрацијата истовремено ги неутрализира лекарствата што тој мора да ги прима заради отокот што го има, так. Едемот што го има. И тоа е, може да замислите каква борба. Тоа е борба во круг. Така. Пациентот е комплетно оштетен. Сега, доаѓа првата поминува, се намалуваат вредностите во крвта што се од инфекцијата, значи некако се нормализира и сега вие прифаќате дека да, вашиот родител ќе биде со последици од мозочниот удар, но тоа е бориме до крај. Тоа ќе му возможувате живот. Но доаѓа повторно хемофилтрација втора. Зошто? Заради истите причини, едноставно веќе тука не барав начин да се сомневам во нешто. И тоа го разговара со персоналот, што било ја реков, правете макар и 1% да има шанса нешто да постигнеме. Приклучени сме повторно уплатена заради инфекција настаната внатре, нормално. Ние повторно се јавува инфекција. Да. После првата хемофилтрација првин паѓаат параметрите, па повторно се мора да ја прекинат заради другите проблеми и повторно параметрите енормно се покачуваат. Се прави втора хемофилтрација и тоа е последната серија на неговиот пат. Дали за крај, дали во отпусната листа стои дека имал инфекции, што има во отпусната листа и дали ви дадоа некој документ да потпишете после од кога почина вашиот татко? Јас можам да разберам дека во болница не секој излегува среќен. Понекош се прават и грешки и тие ги прифаќам, луѓето грешат. Не можам да разберам, некој работи пред се кога нешто не се евидентира, кога доктор не се соочува со пациент. Јас информацијата за смртта на мојот татко ја добив телефонски, чекајки ја докторката да излезе, да ми опише што се случило. Излезе службеник кој што ми го даде овој текст, во моје име напишан од страна на болницата, не знам кој е креатор на текстот, но подпишан е доктор Драгица Вучкова. Тој е текстот. Ја мислам дека јавноста треба да биде запознаена со овој текст, бидејќи е монструозен. Пишува во своје име и во име на најблиското семејство неотповикливо изјавувам дека не дозволувам да се изврши медицинска обдукција на телото на покојната и покрај објаснувањето на овластеното лице за потреба од медицинска обдукција. Исто така изјавувам дека немам и во иднина нема да имам никакви забелешки и други побарувања во врска со лекувањето на покојниот покојната. Значи барат од вас да се откажете, да се откријат причините зошто вербално како услов за подигнување на телото ми кажуваат дека вие треба да потпишете оваа изјава. Не дискутираме. Значи не ви го даваат телото да го погребате за додека не потпишете. Вербално. Јас нормално ова ја не го прифатив. Добро. И ја реков во ред. Од сега веќе во тој веќе момент јас некако се до тој момент верувајте дека вие таму сте спремни на све. Кога имате некој најмил, после тој момент и јас
бев сигурен дека тоа не е документ со кој што тие може да ме спречат за нешто. Само кратко ќе се вмешам. Многу од новите пријави кои пристигаат, идентични документи им биле давани на други граѓани и за кардиокируршки операции, и за ковид. Значи имаме 4 случаи од Косово кои барале да се откажат од обдукција. Една жена и незинот сопруг од Албанија, околу 10 случаи за кои ние знаеме од Македонија. Некои од луѓето и несвесно им биле давани милиони харти да потпишат и несвесно потпишувале. Други едноставно не можеле да... Во траур, во момент користеле, значи, за да се И интересно потпише. е дека хемофилтрацијата, болницата секаде избегнувала да ја опише во услугите и добивале вакви договори или договори за луксус. Така. Леле. Да, договори за луксус, така е. Што значи дека свесно таа институција не сакала тој метод да го впишува некаде и да остава пишани траги во документите. Томислав, ти благодарам што дојде, што кажа дел од својата приказна. Значи не си единствен, ги има многу. Значи ти си она што викаме за жал најсвеж пример што се случило и што не е поврзано со ковид, и затоа сакавме да те слушнеме и тебе, бидејќи истражувањето беше за 2 години и беше поврзано пред се со ковид. Но гледаме дека тоа си продолжило еве до пред 1 месец и гледаме какви се документи ветерале да потпишувате. Значи ви благодарам. Сега ќе го повикаме министерот Беким Сали за да даде оноа што сите го очекуваме, институционален одговор на тоа што се случува во здравството, пред се во клиниката Жан Митрев. Со нас е министерот за здравство Беким Сали. Министре, имавте седница на влада каде што според нашите информации рефериравте за случувањата во Жан Митрев, односно требаше да кажете што првично сте откриле после емитувањето на нашиот документарен филм Нечиста крв. Што им кажавте на колегите во владата? Вака, значи како што веќе најавивме ние уште од самиот почеток на, односно првиот прес кој што го одржавме, пред влада известив за целото случување, почнувајќи од вашата сторија, па последователно и кои чекори сме ги превземеле како министерство, кои што се чекори многу јавни, мислам тоа. Веќе го кажавме што е побарано од ДСЗ и што е побарано од ЛКМ и што е побарано од Малмет. Воедно ги известив дека ова не е завршено тука, дека очекуваме извештај од трите работни тела и дека во тек се и формирање на уште 2 работни тела. Едното е за интрахоспитални инфекции и другата е стручна комисија која што ја формира министерот во овој случај. Затоа што гледаме дека има закаснување поради поголемиот број на предмети кои што се третираат, се водат во лекарската комора. Вчера формирав и комисија за стручен надзор во Жан Митрев за конкретниот случај за хемофилтрацијата, да потврдиме дали е тоа користено во случај како што се опишува од страна на FDA или па е пречекорено или претерано со индикација кај полесни случаеви или па случаи можеби кои што и се контраиндицирани. Така. Во средата имавте средба, требаше институциите да имаат средба со представници на клиниката Жан Митрев. Можете да ни откриете што е разговарано, за што е разговарано, има ли некој епилог од тоа, таа првична средба што беше и најавена на пресконференцијата од ваша страна, што беше во средата? Да има ли нешто што е договорено, што е разговарано? Нема ние до овој момент кога снимаме нема ниедна информација дополнителна од тоа што го кажав на самиот прес во средата, така да очекуваме финални извештаи, да кажам, од страна на комисиите, што е разговарано, што е најдено, што е документирано, а што не е документирано. И врз основа на целосната слика ние ќе донесеме повторно, јавно ќе го искажеме тоа, какви одлуки ќе донесеме и со врз основа на што се потпираме за тие изјави. Да. Само кратко едно прашање имам. Министерот кажа дека проверувате дали постапувал докторот Жан Митрев, односно клиниката, согласно дозволата на FDA.
Само да расчистиме, тоа Препораките, воопшто реков. не е дозвола. Не станува збор за никаква дозвола. Исто значи, така во кажав, Македонија, препораките на Малмет FDA. одобрува третмани, не одобруваат FDA. Но дури во САД, како што ни потврдија од FDA, не станувало збор за никаков одобрен третман. Тој не ги минал фазите и филтрите на тоа што треба да биде одобрен. Тој бил дозволен само во експериментални цели, доколку некоја болница се нафати во услови кои се строго пропишани. Мислам, доколку ние и е специјално за одреден сет кој го произведува одредена фирма. Оксирис филтерот не добил ни привремено ни никакво одобрение во Малмет за да може да се користи за ваков третман. Знаете, има голема разлика доколку одите да проверувате дали одобрението кое не е одобрение било прекршено. Кога велиме за ваков третман, мислите за хемофилтрација или кај COVID пациенти? Хемофилтрација кај COVID пациенти. Да. Значи вака, Ефикасноста на тоа медицинско средство при употреба за лекување на COVID. Мислам, сепак на крајот на денот и Македонија има своји процедури, но еве дури да замислим идеално дека Малмет, дека FDA важи и на нашата територија, на крајот на денот тоа воопшто не било дозвола, никакво одобрение. Значи првична фаза е тоа што FDA го препорачува, а друго е дали е регистрирано кај нас како Не го препорачува. Да ги запазиме работите. Воопшто не го препорачува. Добро. Значи една е фаза процесот на FDA, Точно. второ е регистрација кај нас. Да оставиме стручните служби тоа да го утврдат. Јас не би можел да преюдицирам тоа што ќе се случува или каков извештај финален ќе ни донесат од Малмет. Така да оставиме на времето они да донесат нивна одлука, па ние врз основа на тие одлуки да донесеме заедничка една одлука за целосната слика што се случувало таму. За жал, јас слушав и историјата на господинот пред мене. Испаѓа дека таа метода се користела како волшебен третман за било каков проблем во тело на организам и вторава комисија која што ја споменав е стручна и сметам дека они ќе дадат финално објаснување кога се користело врз основа на документи збориме. Министре, да. морам малце стручна комисија, но јас имам голем страв. Во средата на пресконференцијата беше и представничката на комората на лекари, лекарската комора. Ние сме известувале медиумите за многу случаи во минатото за медицински грешки каде што трудници починувале, каде што им се извадени матка, бубрези, каде што од операција на хемороиди починува при човека оперирал нелиценциран доктор во нелиценцирана установа, значи мал милион пропусти и никаде лекарската комора не одзема на никого лиценца, никогаш не нападна лекар кој што според јавноста не си ја вршил својата работа и сега повторно доаѓаме во оној волшебен круг, некои експерти, некои лекари треба да оценуваат други лекари, а гледаме дека тоа до сега баш и не функционирало многу во реалноста. Дали повторно комисијата се формира за да не се даде одговор и за да се едноставно да се подзаскријат работите и да играте на време, значи институциите да играат на време, за да заборавиме и за да почнеме да зборуваме за политика или за некои други нови случаи. Значи вака, јас во надлежност на моите ингеренции формирам комисија која што е стручна, јас над таа стручна комисија немам кај да се обратам, значи доколку немаме доверба во стручноста на тие колеги, доктори, кои што се професионалци, цел живот го работат тоа. Јас жалам, но над тоа не знам доколку имате некој предлог кај да се обратиме да можеби централното постои меѓународна очигледно помош. ние можеби со оглед на довербата која уживаат институциите, тоа и би било можеби еден од начините. Ќе ја земам за пример извинета на лекарската комора. Го читавме незиниот статут и апсолутно незината работа не е само да свика комисија, да врши некаков надзор. Во минатото, пред 20 години, комората била многу гласна. Например, за истата оваа болница имало јавни пресови и укажување на министрите и се барало да престане рекламирањето на поприватното здравство, кое е, например, забрането. Колегите лекари сите знаеле, еве како што слушнавме од другите лекари кои ги снимавме, дека хемофилтрација не се прави во ковид. Сите ги гледале оние свечени реклами. Никој против својот колега лекар,
очигледно е дека во здравствениот систем не би сакал да се замери. Тоа Доаѓаме е едната до страна, центар, да. така. Со оглед на угледот кој кој го ужива здравствениот систем, ќе мора да признаеме дека не е тоа некој посебен углед, исто како и во медиумите. Важиме за корумпирани сектори, проблематични, може би меѓународна комисија би била посоодветна, но тоа е мој личен став. Да, посебно да напоменеме дека веќе приказнава излезе од рамките на Македонија, веќе во Албанија приказна, во Косово исклучително важна приказна, значи гледаме и во Хрватска се пренесе приказната, до Словенија е стигнато, има реакции. Само сакам да нагласам, Горан, извини, ова е многу важно, бидејќи ќе има некаков надзор, но проблемите се толку големи, и доколку тој надзор се прави врз основа само на документацијата која таму ќе се обезбеди болницата, која имаше многу време тоа целото да го среди. Едно семејство од Швајцарија кое утре ќе допатува во Скопје кај нас со документите, тоа не е едно семејство, ама ќе ги земам нив за пример бидејќи тие имаат докази. Во отпуснато писмо ми пишува дека била примена мајката на господинот од Гостивар со сатурација 40, тоа ќе се согласиме. Лично со сатурација 40 дали може да разговара на Skype, на Viber, да праќа пораки со семејството? Не. Таа не била примена во критична семејство, синот само сакал таа да биде згрижана, додека тој не е тука во добри раце, дошла со сатурација 90, но граѓаните имале проблем, добивале фалсификувани отпусни писма. Господинот има Viber преписки и прашува како имала сатурација 40 во сите овие денови, а ние разговараме, фотографии се споделуваме. Иако тоа може би е работа за обвинителството. Доаѓаме до клучното прашање, нарушена е страшно довербата, како сега да се врати и како да се открие вистината што се случувало во Жан Митрев, но што се случува и во другите болници, дали приватни, дали државни, бидејќи не е клиниката Жан Митрев е само лајт мотив за една поголем проблем кој што ни тлее и веќе се урива оноа што се вика здравствен систем, доверба во здравствениот систем. Како еве како министер ќе поработите да ја разоткриете со доверба работата до крај и како да ја вратите довербата во здравствениот систем? Че вака, по било која институција во државата, без разлика дали е здравство или економија или било која друга сфера од јавниот живот кај нас тука, почитувањето на законот и спроведување на законот по автоматизам значи враќање на доверба во институција. Ние постојано бараме начин како да се подобри услов, како да се открие, не знам, ваков или таков случај, без разлика дали од здравство или било која друга сфера. На крај на приказната испаѓа неспроведувањето на процесот и непочитувањето на законот е главната причина зошто се повторуваат овие работи. Така. Вие напоменавте реакции на лекарската комора пред 20 на години. Кога јавно ги информирала за... граѓаните за неетичките пракси на институциите и колегите. А сега ние цела пандемија ниту ја видовме претседателката на лекарската комора. Тие луѓе не гледаат, не мислам на вистина, би било лудо да се тврди дека никој ништо не чул и никој ништо не видел. Јас не би можел да зборам за овој период за лекарската комора. Така, скоро не беше нас како требало да биде јавните критики можеби не се многу потребни кога би функционирало институционалната критика од аспект на контрола, спроведување закон и ако има сомнеш и основ за процесирање на некаков случај и така натаму, довербата се враќа само со почитување на закон. Како ќе ги натерате да се почитува закон? Јас ќе ви напоменам еден детал. Како имате идеја да се почитува закон? Ние имаме закон за заштита на пациенти. Тој закон гледаме дека не се спроведува никаде, ни на никаков начин. Зошто? Затоа што во меѓувреме можеби се случувале работи кои што дале приоритет на тие работи и овој закон е оставен така на страна. Јас од самиот почеток на именување го иницирав тоа да биде дел од еден оддел во министерство, одговорено лице кој што ќе се справи со овие дојави, информации кои што ќе стигнат како поплаки, затоа што реално ние како министерство не можеме да бидеме секаде и секогаш. Тоа доаѓаме до прашање. Пациентите, совесните пациенти, совесните новинари се тие кои што актуализираат една тема, пријавуваат случаеви,
и треба да се постапи врз основа на тие случаеви. Доколку вие немате адреса, значи, каде би се пријавил еден пациент за жалба Да, но за еве, услуга на Додека Пријави- разговараме, лекар течат или- реклами министрар на сите медиуми, Значи- скриени и нескриени, на радија, веќе течат реклами за Систина, се уште за Жан Митрев, Вака, Ремедика, се рекламира Санте Плюс, на големо се рекламираат приватни здравствени услуги, иако законот експлицитно тоа го забранува и дури на министерот му дава. Огромна мок, има цело поглаве кој се вика по одлука на министер, на можете министерот денеска да во се моментот забрани. да го спречите тоа. Со одлука можете буквално да затворите болницата. дали ви е отворен законот да го прочитаме заедно. Ајде ќе го прочитаме Значи сега. се зборува за забрана за рекламирање, односно за лажувачко рекламирање. Не е за општото рекламирање. Имено, не е да. за јавната информација. Сакате неколку реклами да ви отворам? Не, за залажувачко. За залажувачко. Е сега. Врз основа на тоа залажувачко, ова што го напоменувате за Така. хемофилтрацијата за ковид, Така. тоа е манипулација, манипулација на знаете ли- јавноста, меѓутоа за да има кривец не може да биде само една страна. Кој го возможил тоа? Тоа го возможеле институциите и го возможеле медиумите кои што за Затоа таа тема ќе треба да ја отворите малку пошироко. ќе се Но иако одве- медиумите се овде виновни де факто, но сепак на крајот на денот институциите можеле да го Апсолутно. спречат тоа ако сакале. Апсолутно. Јас морам малце да го Јас не можам да се навратам во минатото, затоа што не сум бил ни дел од процесот, ни Јас ќе се навратам на нешто друго што малце ни бега од целата работа. Имало пријави до ДСЗИ, значи до Државниот здравствен санитарен инспекторат, имало пријави и тие се процесирани до Министерството за здравство и они веќе немаат повратно дали е постапено, едноставно се губи во морето на Министерството за здравство и тука завршува се и на министерот или на министерството е дали ќе постапи или нема да постапи. Значи министрите биле информирани, од нив зависело сето тоа. Нели Па е и тоа тоа не е најасно. преголеми дискрециони права Да. на кон министерството без да имаме протоколи, правила како оди пријавата, кој е одговорен, кој треба да одговори, ако не одговори да има кој да го контролира што не е одговорил. Значи едноставно премногу сиви зони се оставени во системов за да може да ни се случуваат Жан Митрев, Систини, да ни се случуваат плюс анте, минус анте и се тоа останато. Значи ова што го кажувате некако би го дефинирал како субјективност на орган кој што е неодговорен во една институција. Доколку се навратиме на првиот прес, во еден пасус велам вака: се што е во надлежност на министерот и е во ингеренции на министерот, значи ќе се направи да не продолжи со овој третман, односно овој однос кон ваквите случаеви. Тоа значи дека министерот добива информација од ДСЗИ и ја префрла состојбата комплетно како предмет во лекарската комора. Доколку таму касни, поради сите околности, ковид период, не се собирала комисијата, зафатени со пациенти, не можеле да ги прибират да се разгледуваат предметите, во овој случај веќе размислуваме за враќање на тие ингеренции по закон на министерот кој што ќе формира своја работна група, работно тело. Начелно би биле професорите од клинички центар, затоа што тие се најстручните кои што би можеле да кажеме. Јас над нив не познавам стручни лица кои што би можеле да дадат мислење околу некаков предмет, во овој случај хемофилтрацијата. Хемофилтрацијата за ковид, збориме попрецизно. Веќе размислувам да ги превземеме тие одговорности од лекарската комора поради неажурност, односно пренатрупаност, да кажем, со предмети, и да вратиме ингеренции повторно само на министерството со тоа што прецизно ќе биде кажано во кој рок, кој работно тело, како би течеле овие предмети да не каснат многу. Волонтерска е, доколку лекарите треба да членуваат во комисиите за ревизија на некое лекување во комората, тоа е на волонтерска база. Да. Нели? Тие не мора да го прават тоа. Тоа можеби тоа создава одредени пречки. Можеби затоа што е обврзани, неплатена така, работа, можеби затоа што е волонтерска. Таму се работи про боно, таму е само стручноста, значи може да биде една од причините. Веќе размислуваме како министерот, нели по налог на министер, никој не би требало да
од повика, односно да се повлече од таква една покана во работна група. До сега не ми се случило да ги именувам, а некој да одбие да. Само за илустрација, Советот за етика на медиумите има своја професионална комисија која одлучува по жалбите за медиуми. Граѓаните испраќаат по стотици жалби, навистина е популарна и бидејќи станува збор за иако се скромни на доместocите, но сепак се платени позиции, се утврдени рокови колку време мора да се одговори на жалби и тоа навистина функционира. Дали може би размислувате во насока, ако не функционира, ако е таа единствената причина, бидејќи така велат од комората, волонтерски никој не може да го натераме. Значи, веќе размислуваме под министерство да биде, затоа што досега не ми се случило да формирам работна група, а еден член од таа работна група да одбие да биде дел од таа. Или пак да не дојде на закажан термин. И сметам дека тука ќе функционира многу подобро овој дел на поплаки со тоа што да се навратам повторно, оддел, значи еден член во оддел за грижа на пациенти, почитувајќи го законот за заштита на пациенти, ќе биде ангажиран за овој процес. Така, дали е можно, вие сакате во Министерството тоа грижата за пациенти, гледаме ние дека има и невладини организации кои што се грижат за пациентите, да се формира комисија и од невладини организации како коректор на да не биде се само на политичка волја и на политичка одговорност функционирањето, некој ќе посвети внимание, некој нема да посвети внимание, бидејќи знаеме дека во европските земји добар дел од надлежностите се децентрализираат и се даваат на невладини сектор кој што се грижи за социјални програми, за здравствено згрижување на одредена популација. Дали нема да влеземе во опасност повторно да биде централизирано во Министерството за здравство и каде што вие или министрите ќе имаат дискрециони права големи како да се постават во однос на одредени случаи? Начнавте една многу интересна тема, кажавте невладин сектор за грижа за пациенти. Само да ви напоменам дека до сега, јас се уште не сум запознал членови иницијатива на здружение, односно на невладина организација која што ги опфаќа сите пациенти. Они се воглавно фокусирани на одредена диагноза и таа група на пациенти ги третираат, така да они се трудат за нивните пациенти да добијат повеќе или да имаат повеќе права, да ги заштитат нивните интереси, да имаат поплаки за некоја услуга или терапија која што им се дава. Сега за сега, само здружение или каква е иницијативата за заштита на потрошувачи е таа што ги покрива и пациентите. Меѓутоа, од пракса гледаме дека е тоа само од делот на економските поплаки, како цени, производи. Меѓутоа, не сме добили до сега, бар во мојот мандат, се уште не сум добил ни едно писмо од таа иницијатива за евентуална поплака на пациент. Затоа што сигурно пациентот не го гледаат како но стигаат, да речеме Здруженијето на млади правници застапува многу пациенти, им помага да пишуваат кривични пријави, се разбира тоа на крај завршува лавиринтот од ненадлежни институции, но постојат организации кои со тоа се занимаваат. Јас таков предмет до сега. Можеби функционира. Јас морам да ја вратам малце топката на актуелново од нечиста крв. Значи, две работи беа откриени. Тоа е дека бактерии, многу опасни бактерии, се шеткаат во здравствениот систем, пред се во Жан Митрев, и дека се прават клинички истражувања без дозвола, без знаење на пациентите. Сега, она што мене ме интересира, најверојатно и јавноста интересира. Кога можеме да очекуваме временски, да имаме институционална разрешница на овие две дилеми што ги имаме, што ги откривме, на ова што го осознавме преку нечиста крв? Тоа е првото прашање, значи кога би имале некоја рамка да има решение, и второто што ме интересира, кога ќе се прилагаат законите, односно кога ќе се подобри функционирањето на системот, значи дали ако почнеме сега, кога можеме да очекуваме дека овие слабости на системот што се регистрирани ќе бидат веќе полека отстранети. Така, значи Законот за здравствена заштита, ќе почнем од второто, па ќе се наврати на првото. Законот за здравствена заштита е моментално отворен, значи го разгледуваме. Јас првично кога се именував со амбиции дека тоа ќе биде завршено за 3 месеци, ќе го дискутираме со сите чинители во здравството и дека ќе
има покриеност за сите чинители да биде сеопфатен, да го гледа интересот и на пациентот, затоа што здравството постои за пациентот, не постои за министерот или па за здравствените работници. Нели? Ако е центарот на сите случувања во здравството пациентот, и закон, и институции треба да бидат за заштита на правата на пациентите. Меѓутоа, од пракса гледаме дека некако се размрдани тие коцки и законот и останатото се насочува кон права на институциите, права на ова, права на тоа. Со таква цел пристапив кон менување на одредени членови во Законот за здравствена заштита и после 6 месец веќе, особено со овој случај, гледаме дека не сме спремни ние се уште како држава да, јас како министер да предложам на владата, односно на собранието, закон кој што ќе биде во интерес на сите. Со тоа што би се одземале ингеренциите на ЛКМ за комисиите, би се дале на министерството како ќе постапи врз основа на овие ажурно, ќе постапи врз основа на овие предмети, имајќи во предвид дека интересот на пациентите нели е центарот на сите случувања во здравството, да дадеме поголема тежина на тоа. Гледаме дека ќе ни одземе уште малку време, меѓутоа малку време јас никогаш јас никогаш не функционирам врз основа на притисок кој што се прави. Да се зборуваме чисто да знаат гледачите, слушателите. Добро, ама притисокот во ваква ситуација би бил оправдан, министре. Не, во ред тоа да се бара, меѓутоа носењето на одлуки кои што не се, да кажам, добро анализирани, тоа е причина за... Добро, значи јас кучам ќе почекам. Имаме нарачано прашање од Давид. Тоа испаѓа дека ќе имаме грешките ќе се повторуваат. Шефицата седна затоа што знае најдобро приказната. Давид, имаме нарачано прашање. Како сте се чувствувале додека сте го гледале филмот? Давид сака да знае како се чувствувате, ќе бидам максимално... Неговиот впечаток од двата преса е дека не почувствувал доволно емпатија од институциите. Имаше една несретна споредба и од вас и од лекарската комора со месара, ја ги спореди граѓаните. Вие с малку така беше несретна со неа. Ми извадивте од контекст и жалам што министер сите го гледа видеото. Направи... Мислам има видеозапис од ова. Добро, јас жалам што тоа се направи затоа што во цела една таква приказна да се вади еден детал кој што е еден збор кој што е кажан со друга намера, мислам дека не е етички да кажам или не знам како да го Добро, како се чувствувавте кога го гледавте, што предизвика кај вас? Давид, наискрено, да. Ајде, да не бидам емотивен многу, истата случка, не во истата институција, мене ми се случило во јавна институција со веќе покоен татко ми, кој што здрав прав со намера да го пратиме до болница да се поправи малку сатурацијата, со сатурација од 82. Човек кој што е сличен на случајот пред мене, кој што се изразуваше 10 км на ден, одење, пешачење цело време, физички способен, спремен, можеби во подобра кондиција за време на семејниот ковид кој што го имавме од мене. После 10-ти ден од утврдување на позитивен тест, го пративме во болница за да малку кислород да му се помогне и терапија да се подобри. После 20 дена ние го изгубивме татко ми, така да како би се чувствувал за нешто што јас сум го доживеал секој момент, за кој што сум бил спремен да дадам се да се врати дома. Значи, можеби не доликува на министер да се изрази вака, меѓутоа Зашто и вие сте пред се човек, доликува апсолутно. Давид ме провоцира позитивно ме провоцира со прашањето. Емотивно ја прифатив, меѓутоа во пресовите јас се трудам да бидам максимално воздржан, се додека трае процесот. Значи јас не можам да бидам ни против, ни за
Има ли некоја информација, можеби сум не знам, негативно перцепиран дека штитам, не штитам. Значи јас не штитам никого. Мој интерес е, јас повторно ќе го кажам, ова 10 пати сум го кажал по медиуми, повторно кај вас ќе го кажам. Моментално сум на возраст за 44 години, за 10-15 години јас ќе бидам постар човек кој што ќе има потреба од здравствена услуга и здравствена институција која што ќе пружа квалитетна, навремена услуга и секако пак ќе го кажам, можеби некој ќе извлече зборче, пак ќе го и да сум најсебичниот човек во државата, ќе работи за себе. Така. Значи, Да се вратиме на нешто... Во институции кај што нема сигурност и во кој што таа доверба што се стекнала преку залажувачкото рекламирање не тера сите. Јас сум посакал да го пратам татко ми во приватен сектор. Меѓутоа, во таква тешка состојба не можеше да биде транспортибилен и испадна дека не можеме да го трансферираме во друга институција и продолживме таму кај што Значи, законот ќе го подготвувате уште некое време, не можете рокови да дадете. Да се вратиме на првото прашање, тоа е извинете, кога интрахоспиталните инфекции. Така е, се кога утврдија повеќе, кога ќе имаме резултати од истрагата, мораме да имаме некоја рамка. Таа комисија е стручна од луѓе кои што цел живот тоа го работат. А кои се членови на комисијата? Па нема потреба да ги откриам денес, затоа што одлуката е веќе се прави и ќе биде пуштена. Јас од нив ќе побарам начелно за 7 работни дена да дадат финален извештај до Министерството како се евидентирале интрахоспиталните инфекции и зошто ги нема во отпуснати писма и зошто не известувале до Центар за јавно здравје. Меѓутоа, не би сакал да навлезам многу во детали, затоа што не знам што ќе откријат таму во болницата. Интрахоспиталните инфекции сами по себе се тема која што треба да ја третираат сите држави, сите министерства, сите институции. А зашто е важно да се пријават овие бактериите, министре? Зошто е важно? Зошто е важно да бидат одговорни здравствените институции да ги пријават во Центарот за јавно здравје бактериите? Пријавувањето, како што е во овој случај, информациите кои што ние ги бараме преку дигитализација во здравството, е со цел креирање политики, да се знае точно што да се направи. Доколку не се откриваат, значи немаме податоци, немаме информација, ние ја сметаме се уште како најуспешна болница. Јас пред вашата сторија исто сум мислел дека ние имаме многу успешна болница во државата. Така. И дури колку е опасно ако не се информира за овие бактерии? Многу ли е опасно за здравствениот систем? Вака, значи интрахоспиталните инфекции се поризични од инфекциите кои што можат пациенти да ги добијат надвор. Затоа е многу битно да се третираат тие и да се има како здравствен систем, да се има фокус во интрахоспиталните инфекции. Затоа е битно да се пријавуваат, да се знаат, институции да имаат евиденција, да процесуираат случаеви кои што Кратко рековте дека сте мислеле дека е таа добра институција. Ние добиваме пријави од граѓани кои се слични или идентични од таа болница, по епизодата, од другата приватна болница Сестина, од државното здравство. Дали може би има засилени контроли сега во повеќето здравствени, државни и приватни? На Жан Митрев или барем некаква вчерашниот некако се разговарали за нешто. Државното здравство на крајот на денот сепак е многу осиромашено, бидејќи во приватното здравство се одлеваат стотици милиони евро од буџетот во процедури за кои еве не би ве прашувале вас, ама ќе ги прашаме луѓето од фондот. Често се критикуваат државните политики на цедење на државните пари, кои наместо се инвестираат во државното здравство, се даваат во приватни раци, еве гледаме што се случува. Дали сега има засилени контроли и како размислувате колку се покаже успешен овој комбиниран модел на здравство, каде што имаме и национални и приватни установи кои ги финансира државата, како еве за кардиохируршки операции, да речеме? Вака, ајде сега да се навратиме малку во минатиот период. Склучувањето на договорите се направило во основа на потребата
да се третираат одредени пациенти, а немало во државната институција. Кардиохирургијата, детската кардиохирургија. Но детската кардиохирургија направивме на државната институција и преку ног без договор ја преселивме. Ќе се согласиме дека тоа така малку дубиозно беше, Значи, и затоа и се истражува јас- во антикорупцијската комисија и во други институции. А вие лично што мислите за тоа? Сега кога сме кај тоа. Значи вака, Навистина ме интересира. сите, генерално, сите институции се јавни. И приватниот сектор кој што инвестирал некакви приватни фондови или приватен Но капитал. профитот не го делиме, тоа не се И- јавни приватни партнерства. Добро. Да, не ги оправдам, јас доаѓам од приватниот сектор, значи знам Но како државното е. здравство не работи за профит. Така. Но Жан Митрев и Систина работат за профит. Е, Кој гарантира дека сепак Секој- интересот ќе биде пациентот, а не профитот? Секој приватен инвеститор работи за профит, значи не работи за социјала. Тоа треба да ни биде јасно. Јавниот сектор е тој што е 100% на слуга, односно служи на јавноста. Приватниот сектор секогаш ќе работи за профит. Значи тоа е неминовно затоа што така е економијата смислена кај Не, нас. не, се разбираме, министре, знаете што не ми е јасно? Успешна приказна како оддело за детската кардиохирургија на клиника, кој беше бизнис моделот? Кадарот. Одеднаш ја селиме преку ног во поприлична нетранспарентна процедура. Зошто? се дозволило да се трансферира, министер, институции имаат механизми во своите раце да организираат здравството така како што би требало да Преку ног. функционира. Не, Да селат Да. цели клиники. значи Не знам дали го памтите Збор- случајот, зборите- министерот Венко Филипче кажа дека има физибилити студија. Се покажа дека таков документ не постои. министер- Се тврдеше дека е јавно-приватно партнерство. Видете, се префрлаат стотици милиони за тие операции. Не можеме да ги третираме овие пари лошо како сфатен и лошо искоментиран. Значи министер има инструменти како да го заштити јавното. но има и моки како да го Да ги задржи. уништи, така. Така, и да му наштети подеднакво. Јас не навлегувам во минатото затоа Да, што стварно добре. ќе испадне дека Тоа е во минатото? Не, таман работа окей, не го баравме думи- тоа од вас. Чисто ме интересираше вашето мислење, видите, и успешните државни здравствени приказни, ние успеваме да ги Вака. предадеме. Да ви го кажам мојот пристап. Да, ако само може. треба да одиме и на уште еден материјал, да привршиме За со овој дел. Појасно, секојдневно се среќавам со директорите од клиники кај нас. Секојдневно. Значи, најмалку 2 или 3 состаноци имам со директори како ние би ги усовршиле услугите и би надградиле број на услуги кои што за жал се уште ги добиваме надвор од државата. До сега дали сум имал или еден или два состаноци со представници од приватниот сектор. Значи, приватното си е приватно, си се организира. Јавното е тоа што ни треба да биде поквалитетно. Значи да го усавршиме јавното затоа што е во интерес на сите, не од материјални побуди инициран, туку е инициран од професионални Да, побуди. само Но парите ние се имаме одливаат во така, приватното, ние тоа е имаме проблемот. мешана концепт каде што исто така државата им дава дозвола за работа и на приватните и им дава и пари за одредени услуги, така што мислам дека и приватниот сектор може да работи само за профити, но треба да се има и сериозна одговорност бидејќи Пред институциите апсолутно така да се се има согласам, сериозна да. одговорност бидејќи не можеме да си дозволиме они да бидат систем во систем. Законите, прописите се еднакви за сите. Да, но ние добиваме впечаток дека си имаме систем во систем каде што приватното здравство никој не го контролира и они се прават што сакаат само за да си набилдаат профитите на крајот од годината. Вака, доколку ми дозволите само да се навратам на Па не вчерашниот дека и во државното е све контролирано. 97 контроли се извршени од страна на ДСЗ во последните 3 години во приватниот сектор. А кој е исходот од тие контроли? Па имаше решенија издадени за прекин на работа, значи сите тие забелешки се издадени во тој период, така да има и редовни Добро, и за да не ги вонредни- фалиме дека вонредни- работеле Добро, нешто што им е работа. Да. Не, сакам да кажам некога дека ни се Мислам, знаете, ни се случува во што не се редовните случи да имаме контроли- многу поплаки. На толку редовните контроли пак контроли имаме се- поплаки. Ние добивме некои такви извештаи од разноразни контроли и сите бевме свеком добро беше тоа е констатирано. прашањето дали сме задоволени или дали е доволно. Јас Не, сметам бидејќи дека ни не се е доволно, повторуваат, да. знаете, кога нешто се повторува, но за тоа за повторувањето ќе зборуваме сега, ќе ја повикаме директорката на Фондот за здравствено осигурување да ни се придружи.
Бидејќи и тука имаме исто така повторување на некои действија, казни до приватните здравствени институции, но тоа си води и понатаму си се повторуваат, бидејќи изгледа добивката е поголема од казните што може да наштетат. Ако може да дојде господјата Магдалена, можете и вие да останете за да прокоментираме после како завршен збор да дадете. На крајот на денот Да сепак седне министерот и онako министерството Да, ќе си има седите тука, не е има проблем. голем збор во тоа како ќе се делат парите, фондот ги распределува и се нели ги менаџира, Така. ама договорите ги дава министерството. Магдалена, ако може да ни се Во приклучи. мрежа и надвор од мрежа, да. Со нас е и директорката на Фондот за здравствено осигурување, Магдалена Филиповска Грашковска, без В, тоа Грашковска. Во истражувањето, односно во подготовката за документарецот, се открија повеќе работи, влегоа само две, односно тоа е за бактериите и за клиничките студии, но се откри дека приватните клиники, во овој случај Жан Митрев, малце се игра и со односот кон фондот, односно дека фактурира нешто што не би требало да фактурира. Вие управувате со колкав фонд, колку пари управувате како ФЗО? Па поприлично голема. Може ли да Значи, откриете, да знаат гледачите, слушателите, колку е тоа? Од прилика Од прилика. околу 500 милиони евра Значи, Годишно? на годишната. Значи 500 милиони евра вие ги делите на јавното и на приватното здравство. Вие у суштина плаќате за услугите во здравството. Точно фондот е институција која се јава во функција на купувач на здравствени услуги за сите осигуреници од нашата ДФ. Значи сите 2 милиона вие покривате секоја здравствена услуга. Секој што има здравствено осигурување по различен Да, основ, ама без јас се немаме сите сега 2 милиона луѓе, бидејќи Да. беше ветување Значи- на оваа власт дека сите ќе бидат здравствено осигурање, без разлика работеле, не работеле, плаќале, не плаќале. Да, има дел од популацијата која што е работоспособни, која што си одбива дел од своите месечни примања, нели, за да се плати придонесот за здравствено осигурување, меѓутоа преку Министерството за здравство и преку Министерството за труд и социјала се покрива здравственото осигурување за останатите категории. Време е да видиме што моите колеги открија околу фондот, за да го погледнеме материјалот 9,5 минути, па после ќе го коментираме заедно со господја Грашковска и со министерот. Ова е рутинска работа за 5 дена, нема простор за плашење и му препорача операција на бајпас. Кој доктор го оперираш? Жан Митрев. Кај Жанета Сарагинова отидовме по препорака на едно од семејствата кои што биле третирани со ковид третман со хемофилтрација во болницата Жан Митрев и бидејќи не разменивме детални информации, мислевме дека ни упатуваат кај уште една жртва на ковид лекувањето. Но излезе дека ова е една сосема поинаква приказна, сосема различен случај кој вклучуваше и финансиска измама. Саша Сарагинов во клиниката Жан Митрев дошол со благо запушување на срцето. Операцијата воопшто не била итна, без неја ела пандемија, но докторот препорачал веднаш да се направи бајпас, но по операцијата Саша Сарагинов не се буди од кома. Кога влегов прво во собата, го барав со поглед по креветите. А сум стоела до него. Не можев да го препознам. Никогаш нема да го вратиме.
како што пише. Мозокот е многу настрадан. Многу како атомска бомба да пукнала во него. Неговата сопруга добива информација дека се случиле некакви компликации и чекале 21 ден хирургот кој го оперирал да дојде и да се соочи со семејството, да им каже што се случило. Значи 21 ден мојот сопруг немаше диагноза. Крварење од коска, екстракорпорална интервенција од допир со силиконот, од анестетикот. 2 анестезии една по друга. Која е вистината? Нивниот прв контакт ќе биде дури откако таа ќе го пријави во Фондот за здравство и во Државниот санитарен инспекторат. После представката од фондот ме повика Жан Митрев. Мислев ќе разговараме нешто за состојбата на сопругот, меѓутоа не беше тоа. Беше погоден од представката што сум ја напишала до фондот. Дека ќе го казнале 5000 евра, дека сум сакала зла крв да падне. Така беше у тој стил и после тоа така едно резиме и си размислувам зошто ме повика. Не знам. Сарагинова до институциите ќе бара да се испита како бил лекуван Саша Сарагинов и како останал во вегетативна состојба. Но и зошто болницата ја натерала самата да се купи скап лек за кој тврделе дека фондот ќе ја рефундира. Таа се шокирала кога видела дека лековите не биле наведени во отпуснато писмо, документ без кој не би можела да биде рефундирана од фондот. Доктор Емил ми рече дека со бајлината на визита некој од докторите предложил да му се дадат имуноглобулини и јас му викам, па добро, дајте му. Рече, да, ама ти треба да си ги купиш, да ги донесеш. Добро. Истото тоа го направив. Нареден ден се снајдов некако. Ги купив и ги однесов. Колку чинеа? Чинеа 513.000. За случајот на Сарагинова, која била натерана да купи лек од 9.000 евра, се уште нема разврска. Тоа што фондот го констатирал е дека тој лек, според договорот кој фондот го има со Жан Митрев, болницата морала да го набави самата, бидејќи болницата е должна да ги сноси трошоците доколку при нивните операции настанат компликации. Очигледно е дека болницата Жан Митрев сакала да ги одбегне овие трошоци. Не тука. Каде ќе се влезем? Ајде сме. Здраво. Сашко сум јас. Значи, ние видовме дека вие сте ги казниле, а реално не знам дали претходно имало такви активности од страна на другите директори. Не, вака казните се не се тоа казни. Ке Жан Митрев, да почнеме со Жан Митрев. Да. Имаме сектор контрола, кој што бил и утврдил неправилности. Врз база на неправилностите, делот на доместокот кој што требало да им биде платен им е storniran, бидејќи тие услови ние ги сметаме дека не се извршени. Како не се извршени? Или погрешно диагностицирани. Или погрешно диагностицирани, да. Трагичниот случај на Жанета Сарагинова ќе го однесе ова истражување во една сосема нова насока и ќе откриеме дека вакви злоупотреби се случувале години и години наназад. Во 2019 и 2020 откриени се 113 случаи на лажно фактурирање поскапи операции од реално извршените. Целта била од фондот да се наплатат повеќе пари од потрошените. Кога сте ги правиле тие контроли во Жан Митрев, какви прекршоци најчесто сте констатирале и кои се казните кои што се ги изрекле? Последниве 3 до 4 години или каде што 3 години функционираме во ковид пандемија, утврдени се прекршоци за кои што се извршени записници и изречени казни. Една е поголема, а тоа е изречена 1.540.033 денари. За што станува збор? Станува збор за тоа што
Жан Митрев во тој период изведувал интервенции за ставање на фистули, за вршење на диализа. Работата е што во првиот период Жан Митрев немаше случајно договор за такви интервенции и утврдено дека тој ги ставал фистулите, а не наплаќал интервенции кои што се однесуваат за операција на крвни садови, како што се вени и артерии, големи операции со анестезија, кои што се ми повеќе од 10-кратно поскапи. И тука е едната работа што на Жан Митрев им се скратени тие пари, значи Жан Митрев ги вратил назад парите кои што ги наплатил за тоа, бидејќи немал право да ги наплати. И после за враснува на тоа изречена му е казна. Освен фондот, контролите покажале дека тој се обидувал да ги краде и граѓаните, со цел да заработи повеќе. Жан Митрев на пациентите им наплаќал дополнителни услуги, иако државата за тоа веќе му имала платено. Првите вакви злоупотреби се регистрирале уште во 2011 година. Болницата минувала само со благи казни или опомени, а Фондот за здравство или Министерството за здравство никогаш јавно не соопштиле дека овие работи се случуваат. 10 години се дозволило да се продолжи со праксата на клиниката да го краде фондот и да ги краде пациентите. А што очекувате од институциите? Имате ли некаква надежда дека нешто ќе постапат? Очекуваме од фондот да истера работата до крај. Значи, без поддршка на фондот и на нивните совети, немаше да стасеме до тука. Факт е. Од другите институции, инспекторатот, Министерот за здравство, Лекарска комора? Не сум се обратила. Оти мислам дека лекарските грешки тешко се докажуваат. Скоро мислам невозможно. Уште една приказна. Директорке Грашковска, конкретно за случајов, што можете да кажете? Го истражувавте, знаете зашто станува време, не е од ваше време, вие сте релативно нова, но ќе бидат ли рефундирани парите, бидејќи станува збор за 9000 евра, има ли шанса да дојде до некоја правда оштетената или тоа е тоа? Така, во прилогот два различни случаи во суштина се офатени. Конкретно за госпоѓата Сарагинова, контролата која што ја извршил фондот своевремено, колегите увиделе дека во отпускното писмо не е наведена ова конкретна терапија. Меѓутоа, како прилог кон отпускното писмо имало доставена изјава од болницата во која што е наведено дека била аплицирана таа конкретна терапија на инсистирање на сопругата на пациентот и на нејзин трошок. Значи, ова се зборовите кои што се наведени во таа изјава. Од тие причини фондот нема основ да ги врати финансиските средства. Меѓутоа, тука се отворила дилема дали воопшто треба, може да се аплицира одредена терапија на инсистирање на пациент или негов близок, поради што фондот се обратил до Државниот здравствен и санитарен инспекторат, каде што известил за се тоа што е пронајдено при контролата, доставена е документацијата на нивно понатамошно постапување согласно надлежностите, бидејќи овој сегмент веќе од постапката не е во надлежност на фондот. Во текот на месец април оваа година добија неповратен одговор од ДСЗИ дека од нивна страна е инициран стручен надзор до Министерството за да се преоцени целиот овој предмет, целата оваа постапка. За жал, во изминатите, не ме држате за збор, не знам кој точен ден, меѓутоа во текот на минатата недела е постапено по барањето на госпоѓата Сарагинова од подрачната единица каде што е доставено барањето за рефундација, меѓутоа решението е негативно од причина за тоа што нема
потврда од здравствената установа дека на препорака на медицинскиот персонал, односно на препорака на болницата е дадена таа терапија. Која е логиката да не се наведе дека е користен лекот? Па кога ќе рефундира фондот, мислам не можеме да ја разберам логиката. Тие го купиле во болницата, го давале, еве зошто не го напишале? Зошто бидејќи на крајот нема да падне на болницата Жан Митрев, товарот ќе падне на фондот. Нема логика, малце не можеме да разбереме зошто да оштетат пациентот. Искрено и јас не можам да ја разберам логиката и не знам во која насока и би го коментирала ова, меѓутоа факт е тоа што е на документ ставено, тоа е основот по кој што фондот постапува. Зашто? Ќе прошириме малце сликата. Ова е индивидуален случај, тука ќе треба и министерот малце да прокоментира. Бидејќи договорот на болницата е со министерството. Доаѓаме до нешто, се повторуваат действија, значи се оштетува континуирано буџетот на Република Македонија, односно буџетот на ФЗО, што значи буџетот на Република Македонија и тоа значи нас граѓаните. Некој континуирано десетина години прави штета, значи го казнуваат благо, неблаго, но што се повторува действието, тоа значи дека казните се далеку помалце од придобивките со повторување на делото. Тоа е закон во правото, мислам тоа е закон во правото. Зошто се толерира се во ова и дали постои опција да се раскинуваат договорите и да не биде веќе во договор со ФЗО како мерка и да се одземаат ингеренции, односно да не може да се даваат пари или да се одземаат лиценци за работа, бидејќи повторува дела на штета на пациентите и на буџетот. Така, вие офативте поголем период, речиси цела деценија, да, точно е дека е постапувано од фондот, има изрекувано договорни казни, меѓутоа ја ќе се осврнам на моментално важечкиот договор, пошто тоа е тој што сега нас не обврзува. Една минута би одземала само да објаснам постапката. Фондот склучува договор со секоја една здравствена установа, без разлика дали е приватна или јавна здравствена установа. Услов за да склучи фондот договор со овие здравствени установи е тие да има добиено решение од Министерството за здравство да влезат во мрежата на здравствени установи. Со склучување на договорот со здравствените установи се уредуваат сите сегменти права, обврски на двете страни, но и основите за раскинување. Во моментално важечките договори, основ за раскинување на договор, ако го тргнеме на страна спогодбеното раскинување, едностранно раскинување од страна на фондот е дозволено само во два случаи. Тоа е ако се одземе дозволата за работа или се повлече решението за влез во мрежата на здравствени установи од страна на Министерството за здравство, и втората можност е по спроведена судска постапка со која што е докажана одредена штета. Каква штета? Штета по буџет, по фондот. Ама кој треба да покрене завршена правосилна судска одлука, така да има дека е наштета на буџетот. Само едно кратко прашање. Некој од овие случаи, баш сега го гледам и ги гледам и одговорите во оригинал како што се испратени до нас од фондот, значи станува збор за измама апсолутно на пациенти и дефинитивно штети и по буџетот. Институцијата, фонд и министерство никој не им забранува, напротив, тоа и се охрабрува да поднесат кривична пријава па со ова да се бави обвинителството. Зошто никогаш не се пристапило кон еден? Бидејќи се повторува сега не е до се вас. повторува делото, имаме и вие повторување исто на така, дело. ама дали сметате дека тоа сепак е одговорна работа? Како да се среди ова, бидејќи имаме повторувачи на дело. Во Америка во правниот систем ако го повторуваат делото им се товарат 6 пати поголеми казни. За прв пат кога ќе направат дело 6 месеци, да втората казна ќе биде на пример ако го по втор пат го фатате година дена, али трет пат ако те фатат одиш 20 години за исто дело, али е повторување. Овде си ги повторуваат и во договорите во некои случаи има само помена, договорни казни, во смисла ако се повтори, меѓутоа не до недоглед се разбира, затоа и е ставена одредбата за евентуална судска пресуда по поведен спор. Јас за претходно навистина не би си дозволила да коментирам зашто не било или не се разгледувало или може би се разгледало па евентуално не биле земени во предвид пријавите, значи во моментов немам доволно информации за да можам да се осврнам уназад за тие години претходно. Меѓутоа, она што можам да го кажам дека во моментов ги разгледуваме сите околности и сите опции се размислувате ли да тужите на пример? Па дури и пријави доколку ги имаме сите потребни докази, нели, кои што би
адвокатите би насоветувале да Тука може младите правници да помогнат да видат дали може да стегнат некоја кривична, па чисто ако за има, да се знае. ако има толку поволни договори, јас веќе не знам што да мислам. Вие, министре, што мислите за Како да се уреди ова? Сега начнавме голема тема, бидејќи се големи пари во игра и тука не знам пазете што ќе кажете, одма ќе се само за наострат сите бидејќи кардиохируршки големи операции пари. во Сестина и во Жан Митрев се одлеале повеќе од со тоа што најмногу средства се одлеале во Жан Митрев, бидејќи тој тоа најдолго го прави и практично таа е државно финансирана болница. Реално основна монопол на дејност има доскоро, но во основа болницата се финансира така што заработува Колку пари, пари од дали фондот. во прилика знаеш? Само во последните 10 години се повеќе од 200 милиони. Еве, 2021 Сите 20 се повеќе од 700 милиони. Значи 700 милиони А евра. државна кардиохирургија чинеше да се изгради 2,7 милиони евра и од болницата има постојани поплаки дека се бойкотирани и постојат обиди и од двете приватни Сега болници мораме да го да искоментираме имитираат овој нивната дел. работа. Значи големи пари, имаме што имаме непочитување, односно обиди да се проневерат пари, значи фатени се десетина години ги фаќаат на дело, но се продолжува. Има ли начин малце поригорозно да се пристапува кон приватниот сектор и на крајот од денот да се укинуваат лиценците, да се раскинуваат договорите, да ги вадите од системот, едноставно да се функционираат само на пазарна логика, да не можат да црпат буџетски пари. Дали размислувате, бидејќи гледаме дека малце повеќе неодговорности се однесуваат кон на народните пари и си ги лажат институциите. И подкраднуваат. Значи вака, вие начнавте дека и Магдалена и јас ние сме нови функционери Така, тоа е во двете неспорно, сега зборуваме институции. дали имате политичка волја да не можеме преземете нешто. да навлеземе многу во детали на договорот, што е предвидено, дали врз основа на кои причини може да се раскине договор, да се вади болницата надвор од мрежата. Значи, Не велиме да го раскинете договорот. Не. Значи, сето тоа е предмет на разгледување. Јас и во првиот прес и во вториот прес постојано се навраќам на пресудата да кажам дека е веќе кажано, доколку се докаже дека има одговорност, сигурно последици ќе има. Значи, јас и тоа пред јавноста го ветив дека овој процес нема да биде заборавен во меѓувреме, затоа што и во минатото се случувало да има скандалозни случаеви кои што со тек на време се заборавили и историјата некако ги покрива со прашина. Модуларната, например, во Тетово, како да ја подзаборавивме. Овој случај сигурно ќе го има својот крај, посакувам сите институции во државата исто да посветено да работат. Одговорност мора да има. Значи, сите овие стории што ги слушаме од тоа се само екземплари, примероци. Вие велите имате стотици поплаки веќе кои што се најавуваат. Не се најавуваат, значи секојдневно ако станете овде, денес во канцеларијата ќе дојдат 10 семејства од Косово, 2 од Словенија, 4 од Швајцарија, дури Албанија, ние не знаевме дека и луѓе од Албанија се оделе таму да се лекуваат. Тоа е веројатно затоа што Македонија беше една од ретките држави која дозволи без никаква контрола приватно ковид лекување и веројатно тоа е една од причините што денес разговараме за овој проблем. Знам дека сте двајцата нови во без разлика, мислам, ние на функциите, ама не сте нови во државата, така? Да, одговорноста ги знаете проблемите. Јас носиме двајцата, тоа е недискутабилно, значи. Но баш како луѓе кои се нови, што може да се направи и во какви процедури, што е најважно. Едно е да се каже ние ќе направиме се во наша моќ, ама тоа е многу општо. Значи вака укажувањето на грешка и хемофилтрацијата во ковид и незапишувањето на интрахоспиталните инфекции во документи кои што се отпусна листа на крај на третманот на пациент и неинформираноста сноси одговорност и делот на наплата, двојна наплата која што ја спомена господјата за имуноглобулини кои што според договорот јас можеби и нема да бидам многу прецизен, меѓутоа сите можни компликации при интервенција на пациент товарот е на самата институција. Така да имуноглобулинот би требало да биде дел од тој третман, меѓутоа се злоупотребува од аспект на
иницирање за самофинансирање на тој лек. Знаете кој е проблемот? Без документ од Државниот здравствен инспекторат, кој ние не сваќаме зашто они постојано бараат од Министерството да ја работи нивната работа, освен ако можеби е така во законот. Еве, кажете ни ако грешиме, сите случаи овде што доаѓаат се дека ДЗС и биле и упатиле министерот да формира и да размислува што да се прави понатаму. Дали, мислам, тоа е нивната работа? За тоа постојат? Нема да навлезам во тој дел, бидејќи можеби болницата Жан Митрев треба да ја рефундира господјата Сарагинова. Знаете како? Да. Ама не би можело бидејќи ДЗС не постапува, ја праќа ке вас, вие исто така не сте постапили, сега кој е следен? Во тој случај одговорноста е на институцијата која што требало да рефундира. Затоа што во моментов не снабдиле. Без разлика, гледаме многу недоследности, значи гледаме тоа што вие го забележувате и постојано го повторувате, дали има држава во држава, систем во систем. Значи, здравствениот систем постои, функционира, меѓутоа не е ефикасен. Значи, каснењето во одговори, натрупување на предмети, можеби неможност за формирање на комисии затоа што се пробоно работењето. Значи, која е одговорноста на поединецот кон институцијата? Сите овие укажуваат дека системот не е ефикасен и дека ќе мора овие дел по дел да се ревидираат за во иднина да не се повтори. Повторно ќе се наврата. Брзањето може да не остави повторно празни простори за да може повторно да се злоупотребува. Недогледно до вовлекувањето па ќе се нема да биде во ништо, јас само сакам да дополнам, мислам чисто да појаснам дека фондот рефундира средства. Има многу случаи кога рефундира средства, меѓутоа врз основа на соодветната документација која што за жал во овој случај недостасувала, а после во тој прилог па е дадена изјава која што сосема во друга насока го води целиот предмет. И уште една работа сакав само да ја напоменам во однос на прилогот кој што го емитувавте, како што кажа колегата, значи за тие погрешно фактурирани услуги, условно кажано од ПЗУ Жан Митрев, фондот постапил, ја изрекол најголемата казна што можел да изрече, таа е околу 1,5 милион денари или приближно 25.000 евра која што е наплатена, но исто така го намалил договорниот надоменсток за скоро 38 милиони денари. Тоа не го негираме, но секој ден гледаме банални пресконференции во Министерството за здравство, посети на разноразни. Се што е на располагање. Зошто една пресконференција не се одржала, нели ова вест вредна за информирање на јавноста? Бидејќи ние имаме вести од ја посетивме болницата што ја кречаа со јапонски пари и се сликаат министри. Еве една вест немало за ова. Можеби граѓаните во иднина ќе биле внимателни кога ќе бараат документи кои што ќе можат. Не го знаат ни принципот што рефундирате, веројатно не знаат што се додека не дојде она што викаме јајцето на газот, маката која ќе дојде, тогаш генерално се информираме, но треба да знаеме и пред да влеземе во болница кои се нашите права и што рефундира, што не рефундира, што е на наш трошок, што е на трошок на државата. Едноставно не оставате кога ќе почувствуваме мака да се информираме. Не информирате генерално кога треба. Видете, во суштина, цената која што за една здравствена услуга, која што е формирана согласно таа DRG методологија на фондот, ги вклучува и лековите. И по правило, здравствените установи не треба да бараат од пациентите лекарства. Меѓутоа, сега ќе се осврнам на јавниот здравствен сектор. Они се обврзани да спроведуваат тендерски постапки и за жал се случува често да поради текот на постапката одреден лек или медицински материјал го немаат. Од таа причина, за да не бидат оштетени граѓаните, фондот им признава рефундација за секој еден лек кој што е ставен на болничка листа и кој што е одобрен за таа конкретна интервенција, со потврда од здравствената установа дека ќе се аплицира за тоа што е по препорака од медицинските лица и со фискалната сметка со која што го набавиле лекот, се обраќаат граѓаните во подрачната единица и им се рефундираат средствата. Сега, од аспект на приватните болници, видете, тие не се обврзани со постапки за јавни набавки. И трошат јавните пари, а не се обврзани. Ако го немаат лекот, треба да си го набават. Ако тој лек, сега повторно, затоа велам овој дел не е во надлежност на фондот. Имаме двојни стандарди за државните пари.
е дел од терапијата на таа интервенција. Ме разбирате, затоа и фондот се обратил до надлежните институции кои што треба тоа да го проценат. Фондот има надлежност да контролира парите како се трошат. Добро, министре, зошто има два различни аршина? Вие сепак ги правите договорите, мислам министерството. Не, договорите фондот ги склучува. Значи, за исти, да речеме, клиниката за државната кардиохирургија треба да спроведе јавна набавка и работи со јавни пари, а кардиохируршките операции исто така финансирани со јавни пари, а во приватни болници не мора да има набавка, секој има различни правила. Затоа што е приватен сектор, они може да набават по потреба. Значи немаат одговорност пред државата за јавни набавки. Како ги трошат своите пари? По Знаете потреба што? купуваат лекови. Ние кога работиме со донатори, цената Сега ќе ви која што кажам. фондот ја плаќа, видете, цената која што фондот ја ќе го земам Тоа зависи од bypass. како само момент сакам еден пример да дадам, можеби ќе ми помогнете да разберам. Еве ние како ИРЛ сме финансирани од донатори. И да речеме, нашите донатори, фондации, некои од нив се државни, некои од нив се приватни, ни поставуваат услови дури и за 2000, и ние сме приватно друштво, не мораме да правиме јавни набавки. Ама во договорот со нив, бидејќи трошиме ние пари на даначни обврзници туѓи, имаме обврска и за 2000 евра да спроведеме тендер за компјутер. Ако сака министерството да поведе грижа за тоа како јавните пари во приватни раце, дали неправилно и исправно се трошат, зошто не би имало и за нив такви услови? Не ја гледам логиката. Она што јас сакав да го напоменам е следново. Цената за конкретната услуга е апсолутно идентична и за ако услугата се дава, да речеме еве bypass операција се прави во приватна болница или се прави во државна клиника. Иста е цената. Во таа цена е вкалкулиран и лекот. Дали приватната болница ќе го набави тој лек по повисока цена, тоа е не е прашање што го засега фондот. Значи, она што е важно во конкретниот случај е дека фондот подеднакво плаќа и на приватен и на јавен сектор за една иста услуга. Сега, јавните здравствени установи согласно важечките прописи во моментов се должни да спроведат тендерска постапка и можеби во тие постапки додека се водат да се случат вакви ситуации како што кажав, што не е случај во приватните болници. Значи, доколку го немаат лекот во моментот, може да отидат у гранапче да го купат веднаш да го купат лекот. Тоа сакам да го појасам. Значи, и услугите, што вклучува услугата во приватно, а што во државно здравство? Исто е. Пакетот е ист. Значи, буквално, мислам, DRG... Тогаш како не може да скрпат крај со крај да пред државните, а во приватното очигледно се оди гладко. Бидејќи имаше поплаки, еве нема да го именуваме еден директор на клиника, кој каже да, меѓутоа ние со парите што имаме по оваа услуга треба да платиме струја, вода, пари за болничарите, милиони други работи, а не е исто. Што значи излегува дека и не се плаќа баш исто. Видете, јас не реков во ниеден момент поевтина е услугата во државното здравство. Јас не реков дека во ниеден момент не реков дека цената е реална на моменталните трошоци. Мислам да бидеме реални и искрени, има инфлација последниве години. Цената по DRG, само една минута да довршам, цената по DRG, јас се согласувам дека треба да се ревидира. Тие долго време не се се ревидирани, меѓутоа како цел пакет на цени долго време не се ревидирани и да, тоа може да генерира одредени проблеми, особено кај јавните здравствени установи. И на тоа ќе работиме во наредниот период интензивно да видиме да ги адаптираме цените на реалните. Значи, не добиваат исто пари, така? Повисоко ќе биде сега што ќе треба. Државните институции на крајот на денот сепак добиваат помалку пари, иако кошта исто, они имаат поголеми трошоци, имаат повеќе пациенти. Ама не. Тоа се поплаките кои ние што ги добиваме од клиниките. Видете сега. Дека за една услуга фондот никогаш не е одбил јавна здравствена установа доколку и се јавила потреба од дополнителни финансиски средства за кои што има соодветен план и вид и обем за активностите. Мислам да се разбираме, ниједна јавна здравствена установа не била оставена да не може да функционира, што не е случај кај приватните болници, имено како што каже и министерот. Фокусот да заврши министерот, да финишираме и мислам дека тука треба да привршуваме со овој подкаст. Приватните установи фактурираат врз основа на услуга. Јавните установи фактурираат врз основа на услуга, меѓутоа со ограничување на буџет кој што е предвиден за една година, поделена во 12-тинка. Надминувањето на буџетот за јавната здравствена установа
преку фактурирање. Не значи по автоматизам дека фондот е обврзан да им наддаде средства од предвидените кои што ги има за годишниот буџет. Доколку јавната здравствена установа создава дупка, долгови при работењето, на крај на година со рефундирање, со реорганизација на буџетот, на тие јавни здравствени установи им се затвараат долговите, колку што може, процентуално на сите. Така да, односот на фондот кон јавната здравствена установа не е облигаторен по фактура. Само Дали по фактура. Не, јасно не е. Значи, Не, Сашка сака едно да праша што не е јасно. Меѓутоа, и мене што уште се не ми е случува? најасно. Мене може да ми објасните. Одиме во приватна болница е чисто пари во убаво државна кардио и даваме исто. цена подобра, а во државното не е така. А цената не А е цената Ама го е наравно забравате исто. фактот дека тие остваруваат и добивка за приватно приватни наплатени услуги. Значи, они не работат исклучиво само со пари од фондот. А јавните здравствени установи работат исклучиво Да, со но пари од фондот. директорите од Приватните клиниките што имаат разговаравме, право јас да не можам да наплаќаат. разберам вистина како ова со парите, меѓутоа поплаките се генерално исти. Тие сметаат дека по операција, иако парите навидом изгледаат исто, трошоците кои тие ги покриваат се далеку поголеми и едноставно тоа е тоа. На крајот на денот во приватните болници постои една друга пракса, гледаме еве сега стигаат многу такви поплаки, луѓето одат нели на операција која плаќа фондот и успут им се наметнуваат услуги, пациентите не се информирани, поима немаат дали нешто им треба или не. Магнетна не ти ја покрива фондот, ќе ја платиш. 750.000 лаборатории непотребни, чуда од разноразни некои третмани се прават. Луѓето добиваат и екстра услуги успут која се веќе дојдени, као осигуреници на фондот, ако можеме да ги сцедиме до крај, да им да им наплатиме земеме и уште приватно дополнителни, нешто. луѓето мислат дека тие работи им требаат. Некој таму се бори за живот. Контролира ли некој како тоа изгледа? Мислам, стварно, не може да е за пофалба дека фондот во толку многу години изреко 7 казни, вкуп 3 случаи во 2011, 2 во 2015, единствено некаков исчекор има во 2021. Еве, 113 осигуреници опфатени. Тоа е се. Значи, каква е контролата? Од каде да знаеме што се случува во Сестина? Таму се парите од детска кардиохирургија, обична кардиохирургија. Значи, контролата фондот по правило ја врши еднаш годишно редовно во секоја една приватна здравствена установа. Меѓутоа, има и голем број на контроли извршени по вонредни представки доставени. Јас ќе искористам приликава да ги охрабрам сите граѓани кои што сметаат дека се оштетени или им е наплатено нешто што не требало, да се обратат и да достават представки до фондот, затоа што тврдам дека еве, ајде не за претходно, ама од сега па натаму дека секоја една представка ќе биде процесуирана и сконтролирана. Имате ли капацитет за тоа? Капацитетите се ограничени, значи мора да бидеме реални, меѓутоа, знаете како, изминативе 2-3 месеци од како сум на оваа функција се стварно кратко време, фокусот беше да ги скенирам процесите јас и нели луѓето околу мене да видиме што е тоа што треба да се промени. Од сега па натаму дефинитивно ќе се фокусираме да најдеме начин да ја реорганизираме и контролата, затоа што ние имаме контролори во 30 подрачни единици, имаме контролори и во централата, во Скопје. Во Скопје има фармацевти контролори, има доктори контролори, има финансиски контролори. Значи, тоа е еден голем, поприлично голем систем, кој што за жал некогаш е и потромав. Значи, она што нас сега ќе работиме е да ја реформираме организацијски, да ја доекипираме, да ги обезбедиме сите можни ресурси што ни се потребни за да бидат интензивни контролите. На краток рок ние ги интензивиравме периодов, меѓутоа Значи, отворена институцијата за поплаките на граѓаните. Само уште за крај, 500 милиони, сега ќе ги зголемувате цените на услугите. Колку ќе има ли пари за сето тоа? Тоа не мора да мислам, по дефолт сигурно ќе предизвика изголемени потреби, меѓутоа не мора да значи дека и драстично ќе бидат зголемени сумата на пари која што фондот. Кога ќе може да знаеме тоа? Колку ќе бидат? Значи ова не е процес кој што е многу брз, видете, за да се ревидираат цените, тоа се огромен број илјадници здравствени установи, за да се ревидираат цените, фондот прво треба да прибави цела документација и од централен регистар, ми разбирате, значи тоа се и да се направат анализи кои што сигурно ќе потрае.
сигурно ќе потраја. Мислам, неблагодарно е да кажам, ама не можеме треба да очекуваме, бидејќи ова е 20. интересно, ова треба да се обработува, што се вика и на дневна основа, бидејќи ова се сериозни работи, бидејќи здравствениот систем е битен за сите нас, а парите се најбитни за да добиеме некоја услуга. Мене ми останува да ви се заблагодарам што дојдовте во овој подкаст. Се надевам дека набрзо ќе имаме резултати од истрагите и истражувањето што се прави после нашиот документарен филм Нечиста крв. Се надеваме дека ќе се најде начини како граѓаните да се рефундираат и ако гледаме дека не им се даваат валидни документи за да може да се ги повратат парите. Значи се надевам дека нешто ќе се смени после се во ова. Значи ви благодарам уште еднаш. Пред да се одјавам за оваа сезона, бидејќи ќе се гледаме од септември натаму, морам еден поздрав до продукција на ИРЛ. Значи да ги поздравам Младен, Давид, Тралеата и уметниците Горјан и Трифун, кои што го направија, во суштина го измонтираа и го осмислија визуелно документарниот филм. Значи, момци од продукцијата, секоја ви чест, супер работите. Толку од мене.